Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, ова е емисијата Студентски парламент. А денеска во емисијата еден специјален гостин и кога ќе слушнете за кого се работи, можеби ќе ви биде чудно зошто токму во емисијата Студентски парламент, кога не е студент, но бил студент некогаш, но сега е нешто сосема друго. Еве, драго ми е што денеска заедно со нас и со вас е господинот Вања Атанасов, адвокат во Битола. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и за вас. Баш ми е мило што присуствувам во вашето радио и што можам да споделам дел од моето искуство со вас и слушателите. Ги поздравувам воедно сите слушатели на UKLO FM. Адвокат, кажавме, малку да ги залажиме оние кои што не знаат, но оние кои што ве знаат дека покрај тоа што сте адвокат од Битола, вие сте и битолскиот Ironman. Или пак учесник на минатогодишниот триатлон надпревар Ironman во Италија. Надпревар за кој што многумина слушнале, некои не слушнале, но имавте можност во рамките на активностите на Алијансата на Европски универзитет Колорс, во тие мотивирачки и успешни спортски приказни, вашето искуство од учеството на тој триатлонски надпревар да го споделите со голем број студенти, средношколци, но и обични граѓани кои слушнале дека ќе го одржите тоа предавање, практично средба, и сака да се запознаат малку повеќе со вас, но имајќи предвид дека просторот беше ограничен, не може сите да присуствуваат, сметав дека е добро токму во оваа емисија да го направиме разговорот и да се запознаеме малку повеќе со вас, со битолскиот Ironman, веќе кажам. Како се чувствувате кога ќе ви речете негувања Ironman? Па да бидам искрен, не се чувствувам ништо посебно, ниту нешто надредено или физички поспособно од другите. Напротив, се чувствувам како секој еден човек што би се чувствувал кога успеал нешто. Сатисфакцијата и задоволството е мое. Не го гледам дека нешто треба да се чувствувам посебно или супериорно во однос на било кој друг спорт или било кој друг учесник на други успешни спортови, така да секој еден спортист кој тренира и кој знае што значи спортот, може да претпостави, знае со какви предизвици самите се соочуваат и на тој начин ги вреднуваат и другите луѓе кои го прават тоа. Така да можам да кажам прво за учеството во техничкиот факултет, задоволството ми беше огромно како што ми и тука. Ви благодарам на вашето посветено време. Беше убава енергија, многу беше добро што можев да видам и млади лица кои беа заинтересирани да слушнат дел од оваа приказна, бидејќи триатлонот во Битола не е некој спорт кој е актуелен, бидејќи нема ни клуб. Меѓутоа, имаме можност некој да слушни, да се заинтересира, да проба и така да поттикнеме некој да размислува и на таа тема. Триатлон значи три спорта во еден надпревар, ако можам така да речам. Во случајот тука пливање, возење велосипед и маратон. Велат дека токму тој надпревар Ironman, што се организира во областа Емилија Ромања, важи за еден од најтешките и најпрестижните. Еве само некои податоци да кажам, нели, учесниците пливаат 3,8 километри, потоа со велосипед се возат 180 километри и на крај се трча маратон 42 километра. Значи, така. И кога се чита, тоа се големи бројки за нас обичните, меѓутоа и за вас спортистите, што значи дека треба ова доста да се работи пред да се постигне и да се истрче и да се извози и да се исплива сето ова. На предавањето, на средбата што имавте на техничкиот факултет, кажавте дека сето ова што го постигнавте всушност е резултат на се оно што сте работеле предходно, врзано за спортот. Сте возеле велосипед, сте пливале, но тука и параглайдер, па авиони, па се. Така е, точно. Мојата идеја беше да кажам дека се е возможно, точно е дека ова е напорна трка, доста е долга и исклучително захтевна,
Меѓутоа, од друга страна, поентата на предавањето е дека се е возможно, дека ништо не е недостижно. Исто така, сакав да, еве и денес ќе кажам дека има два аспекти на спремањето. Едниот е физички аспект, кој треба човек добро да се спреми, а за тоа спремање, пошто е долг и голем напор, не може да се спремите во кратко време, така да треба да сте спремни тој тренинг да е во долг определен период временски, како и интензитетот да е голем. Значи не може да тренирате, да речеме 6 месеци по 1 сат. Не може. Треба да тренирате и да тренирате долго, и тоа е временски да тренирате долго. По однос на психичкиот напор, тоа исто истоштува, бидејќи вие сте секојдневно преокупирани со тренинзите, од друга страна животот си тече, не ве чека, имате обврски, јас сум фамилиарен човек, работам, имам секојдневни обврски кон фамилијата, кон животот, сите ние имаме обврски, животни обврски, фамилиарни, пријателски односи и така натаму, така да сето тоа треба да го ставите во тие 24 сати, да го склопите. Некако секој човек што прави се во животот, сакам да кажам дека ништо не е залудно и дека се што правите денес, можеби по 5 години ќе има смисла. И тоа беше една од поентите на мојот разговор, дека ништо не е случајно и дека ако сега ви личи дека нешто нема смисла или го правите залудно, јас мислам дека не е така, дека некоја работа што денес ја работите ќе ви се најде тогаш кога најмалку се чекувате. Така да не знам, еве животот е една голема авантура, еден голем како да кажам маратон, што треба ние секој ден да се бориме со тие предизвици. И во таа насока јас си ставив и мои други предизвици спортски на кои сакам да се испробам, да речем, не се плашам да влезам во тие води. И сте пробале? Пливање? Пливам, велосипед, скијам од 5 години, одам и на турингски или беккантри ски, тоа е планинско скијање, значи се качувате со ските по врвовите и се пуштате каде што има непристапни предели. Значи во тоа е во зимски услови нормално со ски. Се качувам по Карпи, се занимавам со алпинизам, односно сега повеќе не сум во тој спорт со качување, бев инструктор по качување, инструктор по поставувач на насоки во Карпи, сум качувал по планини, летам со параглайдери, со змаеви, со авиони, со едрилици, сум член на аероклубот во Битола. Многу екстремни спортови, ни кажате. Да, значи спортот и авантурата е мојата голема животна пределба, како што, еве да бидам искрен, не можам да го замислам животот да не правам ништо, односно да нема спорт или авантура во него. Самиот живот по себе авантура, меѓутоа јас сакам да го зачинам на некој начин со можности. Денешниот свет имам многу можности за авантура, можете да така да жалосно е да не се искористи животот да се проба таа авантура и малце да се стави некој драж на да. Реков многу екстремни спортови, почнувајќи од параглайдер, сме и качување по Карпи, сето тоа вака не изгледа доста страшно, меѓутоа веројатно тренизите, желбата, адреналинот кој што постојано го кажувате, ви дава мотив, ве прави среќни да го правите тоа што го правите. Апсолутно. Значи кога ќе видите на пример еве и светските атлети, кога ќе стане, кога ќе правите некој спорт и сега многу е лесно. Сите спортисти тоа го знаат, гледате и од тенисери, од кошаркари, значи претходно тренирале еден спорт, па друг спорт. Ако некој тренирал кошарка, после е лесно да продолжи во ракомет или тенис, па може да прави пинг-понг, така да и комплементарните спортови, меѓутоа и начинот на размислување на спортскиот дух бе тера да пробате нешто ново. Јас по природа сум човек кој сака да се искушува многу, да пробува нови работи. И, например, летањето ми даде една можност да ја осетам висината и да не се плашам од неа. Автоматски ме привлече да видам како е на Карпа. Меѓутоа на Карпа не е тродимензионална средина, каде што вие имате 3 димензии, висина, ширина и длабина, имате 2 димензии, меѓутоа има своја друга перспектива и друга убавина. Качувањето по Карпи, експонираноста, држањето на мали ситни камења, тоа е една така, сакам да кажам дека секоја, пак ќе се вратам на првата поента, дека ништо во животот не е случајно и не е за џабе. Така да сите тие спортови ми даваа можност да пробам
и можност, али меѓутоа и сила, и знаење, и храброст да пробам нешто друго. И така јас мислам дека колку повеќе човек е широк и прифаќа одредени работи во животот, а во случајот се спортовите, така има поголема можност да проба и нови спортови кои се непознати и да влези во нив, меѓутоа да влези со разум, не да влези со глупост и со храброст дека тој не го интересира ништо, напротив. За екстремните спортови треба посебно размислување, треба многу педантност и тоа е уште еден аспект каде што таму човек не треба да е храбар и да не го интересира ништо, напротив, треба многу да внимава, многу повеќе, така да тие што се занимаваат со екстремните спортови не се само храбри луѓе, туку се паметни и предострожни. Така да сакам да кажам дека секој проблем има две страни. Еве јас го кажувам другиот проблем дека не сум посебен храбар, не се рачунам за храбар човек, напротив, можноста да ги гледам работите по инаков начин ми дават шанса да се занимавам со тие така наречени екстремни спортови. Некаде слушнав сега брзо, вели, храбар е оној кој што ги знае ризиците и ги прифаќа и знае да се води по нив. Точно, човек кој што ги знае ризиците и кој влегува во нив, тој е паметен човек и ги прифаќа, не само што ги прифаќа, туку рачуна дека може да се случат и размислува како би делувал во таа ситуација. Инаку вие ако влезете и ако мислите дека не може да ви се случи ништо, тоа е по мене таа е грешна теорија и така настануваат несреќите и затоа викам дека за во екстремните спортови треба многу размислување, не е онаква храброст дека човек не се плаши, напротив, стравот и предострожноста дека ќе се случи нешто ме прави да можам да влезам во тој спорт. Вања, сега ќе направиме една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Ќе се задржиме понатаму повеќе за она што значеше триатлонскиот надпревар Ironman во Италија, за подготовките, за учеството таму. Интересни работи кажавте на средбата на техничкиот факултет во Битола, но еве сега тие истите ќе ги споделиме и ќе ги зачиниме можеби со нешто друго и со нашите слушатели. Бидете заедно со нас на 90,8 МГц. Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио КФМ Битола, во емисијата Студентски парламент. Денеска наш гостин Вања Атанасов, адвокат од Битола, учесник на минатогодишниот триатлон надпревар Ironman во Италија. Во првиот дел од разговорот
може би малку повеќе така очекува, може би слушателите да веднаш да почнеме да зборуваме за Ironman, но сметам дека е добро малку повеќе да те запознат на едно поинакво ниво, еве да речеме. Ironman трката Вања ја помина за 12 часа и 47 минути. Кажавме претходно пливаше 3,8 км, велосипед 180 км, маратон 42 км. За да сето тоа да се направи за 12 часа и 47 минути, требаше, веќе кажа Вања, долго време тренинг, искуство, се она што спортот го барал од тебе, додуша различни спортови, кажа дека си спортувал, конкретно за да успееш се това да го направиш, долго време си се подготвувал, еве да кажеме. Меѓутоа, како се дојде до идејата и желбата да се спојат три спорта во еден? Па како што кажав, спортот и авантурата ми се неопходен дел од животот. За Ironman, кога почнав да пливам, да речам, по-активно, така со по-сериозни должини, тоа беше 2005 година, знаев за оваа трка и на некој начин сакав да видам како е можноста да влези човек во спремање. И меѓутоа во тој период немаше толку интернет, немаше трки низ Македонија, не знам дека имаше, можеби имало, меѓутоа јас не знаев. Во тој период тогаш тренирав малце, имав некои тури возев низ Швајцарија, имав поминато со точак 2005 година, таа година малце кога читав за триатлонот, се спремав, меѓутоа идејата пропадна во тој период бидејќи ми беше неостварлива, не знаев како е да се види на самата трка, не знаев какви се правилата, немав никакви податоци и едноставно немав допир со триатлонот и така да таа идеја тогаш пропадна. Меѓутоа во 2021 или 2022 година случајно разбрав за трка во Дојран, национално првенство во триатлон, со желбата која цел живот ми тлееше во мене и со спортскиот дух нормално се пријавив на таа трка без размислување, значи со најголем кеф отидов, видов и тогаш ме зачара таа, значи желбата моја која сум ме замислувал од 2005-та ми се оствари и сватив дека љубовта не била кон триатлонот не била залудна и автоматски размислував за поголеми триатлонски трки. За триатлонот се спремав од кога се пријавив, се спремав една година пред да учествувам на трката во Италија. Тоа ќе прашував како е начинот на пријавување за учество. Значи претходно треба нешто, пријавуваш дека имаш. Да, значи треба медицински сертификат, тоа може да го добиете тука во медицински прегледи и дојдов поддршка од Триатлон Федерација на Република Македонија, Северна Македонија и пријавувањето беше година дена унапред, затоа што вие не можете да се пријавите, можете теоретски 3 месеци пред трка, меѓутоа тоа е, да речам, нонсенс, нема логика, ако не сте спремен да учествувате на трка, на таква трка, таму нема случаен надпреварувач, бидејќи за таква трка, затоа и претходно кажав, треба да имате претходно животно, да речем, спортско искуство, некое, и година дена да се спремате исклучиво за тие три спорта. Затоа што може би да сте добар вие во некој спорт, меѓутоа овде е трка која е составена од три спорта и треба да тренирате исполјување на тие спортови. Затоа што едно е да возите велосипед вие, меѓутоа едно е да возите велосипед и одма после тоа трчате. Разликата е огромна, бидејќи кога возите велосипед, вие имате една динамика на движење. Возите брзо со нозе, седите, дишењето ви е различно, поставеноста на телото ви е различно. Кога ќе излезете, кога ќе станете од точак и почнете да трчате, значи тогаш телото доживува шок. И тој шок е, значи, имате сега сте исправени, има удар на колења, позицијата на телото е различно, дишењето е различно, цел ритам е различен. Така да човек кој е спортски силен, меѓутоа нема таква претходна подготовка, тоа не може да го исполни. Значи не е само едноставно кондицијата во прашање, станува збор за специфична кондиција и специфична група на мускули кои треба да се адаптира за тој тип на трка. Така да, пошто се три спорта, тренингот беше захтевен и морав да ги тренирам трите спорта паралелно, а покрај тоа морав и да тренирам спојување на
на трите спортови многу често се тренира пливање и точак или точак и трчање, најчесто точак и трчање, бидејќи тука се најголемите етапи и најдолгите, така да во тој дел организмот мора да биде припремен и адаптиран на тие услови. Во спротивно, многу често може многу здрава и активна личност да доживее грчеви, бидејќи автоматски тоа е шок за организмот. Така да предизвикот ми беше таа авантурата на спремањето, да влезеш во еден процес каде што треба да учиш наново. И го сакам, исто сакам да кажам дека не се плашам да учам нови работи, го сакам моментот стално нешто ново во животот да учам, така ме држи цело време активен и цело време ги ширам хоризонтите, односно размислувам за нешто што не сум размислувал на тој начин. И тоа ново гледиште ми дава така една поширока слика за целиот живот. Сакам да кажам дека помага во се. Учите за себе, учите за организмот, учите за одредени физиолошки состојби на организмот, учите што се случува кога се менуваат тие работи и како една целина е многу убаво исполнително. Тешко е, се слагам дека е тешко, се согласувам и психички, и физички, меѓутоа наградата е задоволството кога тоа ќе се исполни, кога ќе се докаже дека е возможно. Добро, битолчани би рекле возење велосипед, добро, имаме услови тука кај нас, можеби низград, Пелистер, сите тие, нели, патеки на некои веќе може им се добро познати. Трчање, подготовки за маратонот, пак и тоа тука некако може да се направи. Сега пливањето е малку поголем проблем, имајќи во предвид дека затворен базен е само базенот во хотел Епинал, олимпискиот базен само во текот на летните месеци. Кажавте дека за да можете да ја постигнете кондицијата и за пливање, нели, уште една жртва од вас, одевте во соседна Грција, во Птолемаида, секој ден, надвор од она што значат обврски ваши професионални како адвокат, но ете сте нашле време, желбата ве водела практично. Точно е, па да речем за моја несреќа, во тој период кога се спремав, базенот во Епинал не работеше, а почнав да се спремам во ноември-декември, трката ми беше во септември, така да цел тој зимски период, сметано од ноември до април месец, на 1 мај мислам се отвори базенот во Епинал во таа година, прошлата година, бев приморан да одам во Толемаида во Грција и тоа беше, така да речем, една психичка тортура која си ја давав сам на себе и која многу пати бев приморан да се сомневам дали ова што го правам е лудост или има некаква смисла. Тоа значеше огромна жртва за мене, бидејќи морав во вечерните часови да патувам во Грција, морав сат и пол да патувам за Грција и сат и пол да се враќам, за сат и пол да пливам таму, тоа се 5 часови од вашиот ден, секој втор ден од неделата. При тоа беше вечерните часови, јас до попладне бев на работа и оттаму многу често, буквално како што бев облечен во кола, влегувате, патувате за Грција, во костум за на работа, со 3 торбици, со пенови, со крпи, со се, буквално живеете во кола и кога се враќате вечерта во 10 часот, фамилијата, јас имам 2 деца, тие се голем поздрав и до сопругата и до децата, тие се на основно деление, веќе се залегнување, буквално ги гледате 5 минути на ден, кога сте уморен, кога сте истоштен, кога се ви е преку глава, многу често се прашувате дали ова е нормално, дали ова вреди. Добро, имаше ли некогаш сомнеш или да си помислиш готова и ова повеќе не може, не се издржува? Таа е психичка борба која е најтешка по мене. Кога сваќате дека имаше моменти кога вие одите Грција и тој е некој грчки празник, идите пред базен, празно гледате на паркинг, сваќате дека базенот е затворен. Види да се откажите во секунда, значи да заборавите на се што сте планирале и викате еве Господ ми дава сигнали, треба да се откажиш. Базенот не работи, многу пати ми се случваше да не работи, не многу пати, неколку пати ми се случваше. Некогаш базенот го чисти, а имаше чистење, одите во Грција, патувате сат и пол и гледате базенот затворен се чисти. Сакам да кажам дека еве и кога луѓето гледаат вашата жртва ви помагаат,
Самите вработени во базенот, кога ми кажав дека бев претходниот ден и дека базенот не беше отворен, ми го зедоа телефонот и кога не работеше ми се јавува од Грција. Така сакам да кажам дека еве луѓето секде во светот се луѓе, кога гледате дека давате жртва, на некој начин ми се враќа и дури имав директен контакт со вработените од базенот да можам да ми кажат ми се случуваше не доаѓај денес, нема да работи базенот. Одмор. Не само одмор, 4 сати ви спасуваат вашето време, не зборам за граници, не зборам, вие сте постојано сам, од работа, влегувате во кола, сам сте, пливате сам, се враќате сам. Тоа е една, не знам како да се изразам, самотија, мислам, тоа е самотија и цело време преиспитување, вие сам со себе се... Но, ќе се сложиш, Вања, ти самиот си одбрал да имаш такви индивидуални спортови си. Не, се согласувам, меѓутоа го кажувам како една тежина на тренирањето. Значи не сте вие, немав јас во тој случај на моето спремање немав партнер, немав друштво, немав другари, немав мој да речем спортисти, другари кои тренираме за истата цел, бев сам. Во делот за истото за откажувањето се случуваше да ми паѓа волјата во моменти дека ние сме луѓе. И сега не ви е секој ден ист. Има моменти, денови кога не ви оди тренирањето. Гледате, организмот е истоштен, организмот е уморен и ги немате тие перформанси. И некогаш туку неретко се случуваше да вие тренирате, да речеме пливате да речеме 3 километри денес и не можете да ги допливате или излегувате уморен. И се викате како јас ќе испливам 4 километри, а после тоа треба да возам 180 километри, па да трчам 42, едноставно сваќате дека ова е на некој начин невозможна идеја, да не речам луда идеја, меѓутоа тоа е тоа чувство што е моментално. Затоа и идам овде да кажам да не се откажувате, значи времените моменталните чувства не значат дека е тоа така, како и во животот се. Да, многу пати бев на размислување да се откажам, многу пати бев несигурен во себе, имајќи ги во предвид моменталните способности, си викав ова е невозможно, значи ова е за други луѓе, не е за човек како тебе. Меѓутоа еве таа пожртвуваност на крај си даде свој плод. И ги поддржувам сите млади да не се плашат, да пробаат, да не се плашат и да не успеат. Јас моментот кога отидов таму, исто ми беше голем страв, што ако не успеам, меѓутоа сега, од денешен аспект, сваќам дека ништо страшно. Значи, процесот е многу побитен. Значи, тоа што ве држи од цело време, таа е големината на Ironman. Не трката е само шлагот, и трката е само едно признание за целото. Да, апсолутно е така. Затоа што можеше да се има квар на точекот и да не се заврши трката. Меѓутоа таа жртва, таа е тоа што ве тера да така да продолжи, таа ви дава сила. Вања, уште една музичка пауза ќе ни следи, а потоа и за самата трка и уште некои прашања кои барем мене ми беа интересни, додека беше предавањето техничкиот факултет не успеав да ги поставам, ги оставав за овај разговор. Бидете и понатаму со нас, почитувани слушатели. Say what you want, but don't play games with my affection. Take what you need, but don't leave me with no direction. All alone, I sit home by the phone, waiting for you, baby. Through the years, I can't just stand the year. I played that for you, death. You know I'm crying. Go where you want, but don't leave me here forever. You stay away so long, girl. I see
Драги пријатели, еве неповторно назад, заедно со нас Вања Атанасов, минатогодишниот триатлон надпреварувач на Ironman во Италија. Вања од надпреварот се врати, веќе кажавме, со постигнат резултат или сите овие тури, пливање 3,8 км, велосипед возење 180 км и маратон 42 км ги помина за 12 часа и 47 минути. Ако одиме по категории, ајде и тие работи да ги кажеме, пливање 1 час и 18 минути, велосипед 6 часа и 17 минути и трчање 4 часа и 44 минути. Секој спорт си бара свое, за се беше подготвен максимално, онолку колку што сметаше дека можеш во таа година што си ја зададе како за подготовки. Кажа доста интересни работи на таа средба со студентите и средношколците од Битола, за самиот надпревар, работи кои што можеби не си ги кажал на други места. Почетокот се започнува со пливање, се плива 3,8 км, но колку имаше учесници на самиот надпревар? Само сакам да кажем дека никогаш не бев сигурен дека ќе го завршам Ironman и да, никогаш не бев сигурен дека ќе го завршам и никогаш не можев да знам колку ми е доста. Направив доста тренинг, меѓутоа никогаш не сте спремни за таков тип на надпревар. Никогаш не сте спремни, не можете да го истренирате. Да речам, тоа е премиерата на спремањето на триатлон. Имаше околу, мислам дека 3800 надпреварувачи од 152 земји од целиот свет. Тоа буквално беше како една олимписки игри. Пречекот во Италија беше фантастичен, организиран организаторите. Претходниот ден кога ги најавуваа сите држави, имаше низ градот, исто како на Олимписки игри, со знамињата и парадиравме, сите учесници парадиравме низ градчето, со поздравување од сите присутни, на сите надпреварувачи и локалните дечи на клубовите беа со знамињата на учесниците на државите и тоа беше една велелепна слика за секој еден присутен таму, а посебно за мене како спортист и како представник на нашата држава, што ми е особена чест и гордост нормално да представувам и државата. Тоа е така една анегдота. Како изгледа кога околу 4000 луѓе ќе застанат за да влезат да пливаат? Тоа не е пливање како на олимписки базен, нели? Тоа го кажа и на средбата со студентите. Така е, Тоа е огромна толпа луѓе, еве да речем. Така е, тоа е огромна толпа на луѓе со огромен потенцијал спортски. Тие сите атлети, да речем, тренирале напорно во крв и солзи цела година и да дадам една споредба, се чувствував како во оние филмовите кога сте во воените филмови за напад во Конјаница, буквално каде што тој набој, тој електрицитет, таа енергија уствари буквално лепди во воздухот. Се осеќа, имате 3000 луѓе кои се полни со енергија и кога се отвара стартот, тоа е еден јуриш на енергија, на емоции, на физичка сила, така да тоа е спектакуларно да се доживее присуството на токав број на луѓе со таква сила и таков старт. Тоа е во таквите трки и во маратонските трки, во сите трки каде што има голем број на луѓе и каде што има голема енергија, тие стартови и таквото доживување е, така да речам, епско. Како се имате чувство од некоја голема енергија, од некој голем филм, од некоја голема војска. Да. Добро, војската влезе во водата и почна да се плива и секој се бори на свој начин за да го исплива патот, да исплива километражата. Од таа енергија, после таа енергија се претвара, секој сака да стигне што побрзо да го исплива тој круг и тоа пливање на почетокот станува едно стампедо,
Значи, во буквална смисла е пливачко стампедо, каде што секој сака да обезбеди место, подобро место и позиција да го направи тој круг пократок, бидејќи имате вие граници каде што не смеете да влезете и вие можете да го расширите кругот, меѓутоа ако го расширите кругот, се губи на километри. Апсолутно, пливате по голема километража, никој не испливал 3,8 километри, сите испливавме по 4, меѓутоа 3,8 стои како податок. Не можеш, невозможно да испливаш. Невозможно да испливаш во права линија, бидејќи никој не плива во права линија. Немате вие навигатор кој ќе ве носи, тука до вас има околу вас има 50 души кои некој плива побрзо од вас, некој плива поспоро. Сите пливаат со различно темпо, некој плива малце диагонално и тука буквално е на стампедо тепачка за кој вие се браните, добивате удари на секој да речам пола минута и задаваат удари несвесно. Значи нормално пливањето е замавнување со раце и веслање со нозе. Ако некој е побрз од вас и доаѓа позади вас, ќе го ударите со нозете во рацете. Ако сте побрзи, вие го удирате со рацете по нозете. Ако пливате малце диагонално, не пливате во уста линија, ќе го удрите по грбот, по главата, по сатот, по начарите. Почнува да се плашите дали ако ви паднат ночарите, вие нема да гледате ништо. Во тој стампедо влегува воздух нормално не гледате ништо пред себе, треба да ја пратите линијата на пливање, да испливате најкратко, околу вас има и лјадници, не можете да застанете да се карате зошто мудри, затоа што никој удар не е намерен и вие удирате, така да во еден момент се најдов буквално дека пливам со расширени лакти за да спасам да не ми скрши некој прст. Стварно се плашев и дека јас можам да скршам некој прст или некој со нога да ме удри, да се повреди, или се плашев што ако ги изгубам ночарите, имав удари по грб, по глава. А тука беа и медузите. Тука беа медузите, затоа што во тој период се погоди така во септември во Италија имаше наплив на медузи, некој имаше не знам тоа како да кажам, како жилеат медузи и тоа беше уште една така интересна случка што е непредвидена, што не можеш да ја истренираш, не можеш да се спремиш и тоа беше исто момент каде што не знаете дали се плашите, дали да се смеете на ситуацијата во која што сте и така. Меѓутоа кога пред да почнеме да го правиме разговорот, ми рековте некаде кон крајот се чувствував како да играм балет. Тоа беше после третиот километар, кога се среди, кога ми се смирија емоциите, кога се смири срцето, кога целата еуфорија спортска, како и тепачката, стампедото се расшири малце, се доби, секој влезе во свој ритам и некако почнавме сите да пливаме. Ние пливавме еден на друг на 5 сантими, меѓутоа немаше повеќе удари. Самата психа се смири, затоа што претходно е големо психичко изненадување, на таква психичко изненадување доаѓа срцебиење, доаѓа лачење на адреналин. Меѓутоа, после 30-40 минута од пливањето, кога се смири, кога влегов во ритам, почувствував една блаженост. Повеќе немаше пливање, туку беше играње балет, така уживав во секој завеслај. Го пратев телото како да ми е, значи буквално го одмарав и телото и психата за тоа што следи и мислам дека ми помогна многу да се одморам за големата вожња, Тоа уживање беше баш и тоа беше како еден филмски момент кој аз го доживеав лично и не знам дали тоа не го размислував, меѓутоа потсвесно ми помогна многу да се одморам, затоа што уживав во тој дел од пливањето и тоа беше одмор за мене. Буквално излегов одморен. Последен час и 18 минути следуваше велосипед, 6 часа и 17 минути. И за возењето велосипед кажувавте интересни работи на таа средба со студентите. Нешто што како куриозитет го споделивте со нив, една случајна незгода што ви се случила за време кога доаѓавте во Емилија Ромања. Ви се скинала гумата од автомобилот, па автомеханичарот всушност ви дал еден многу корисен совет. Така е, тоа е пораката дека ништо во животот не е случајно. Во моментите кога ми се дупна гумата и ќе го кажам баш тоа не го споделив
целосно. Во моментот кога нешто ви личи дека е многу страшно, испаѓа опасно. Во моментот кога ми се дупна гума, си викам ова е некој сигнал дека Може да се откажам. да, може и треба да се откажам, затоа што во Емилија Ромања, во градот во Червија, каде што се одржува триатлонот, околу вас има илјадници души, стотици кои секој ден тренираат. Гледате совршени тела, фигури и си викате, јас ова не може никогаш да го направам. Да. И сега ви се дупи гумата и вика, си викате, еве ова е сигнал дека нема да успеете. Меѓутоа, како што и кажав дека ништо во животот не е случајно, се погоди мајсторот кој ми ја лепеше гумата да е триатлонец и да ми кажи една работа која ќе им поможи многу за тркава, ми кажа дека на поручек кога ќе се враќаме со точаците спрема градот, ќе стално дува ветер од морето и ту многу силен ветер. И ми даде совет да ја чувам силата, да не одам цело време со максимална сила или со голема сила, да чувам сила бидејќи во моментите кога ќе одам во последните 30 километри, кога ќе се враќам назад во градот, ќе имам многу јак ветер кој ќе ми доаѓа во челен правец, а тоа многу ќе ми одземи силата и ќе ми намали брзината. И тоа се случи кога возев на 120 км, се сетив на овај советот од механичарот. Последниот час, значи петтиот час, намалив малце со брзина, одморив активно, значи тоа не беше одмор јас да седам, меѓутоа не возев со истиот ритам со кој возев. И точно кога излегавме од автопат, тоа се возеше надвор нормално 180 км, а кога требаше последните 30 км да се вратиме кон целта, кон транзицијата да речем, пошто не е цел, каде што требаше да се остават точаците, дуваше ветер со брзина 50 км на час. И вие автоматски уморен после 5 сати возење, удирате во зид и тоа психички многу силно влијае, затоа што вие сте научени на една состојба или сте во една средина во која сте привикнат. И темпото и ритмот вие во таа средина. И сега од таа, ако возите, вие доаѓате во сосем нова средина. Значи 50 км на час е како на мотор да ве дува ветер, а вие сте на точак и буквално возите во место. Тој одмор, претходниот одмор, ми даде сила да го извозам, јас го извозив, меѓутоа ми остана, да речем така, специфична сила за да можам да влезам во трчањето. Не знам што би се случило да не беше тој совет, затоа викам дека се што денес ви изгледа бесмислено или вака, од друга страна може да ви таа и убавината и тајата на животот. Велосипеди сами носите, сами имате ваши велосипеди. Да, сите, мислам дека секој спортист вози свој велосипед, бидејќи е навикнат на својот велосипед, тримоване, штимоване по неговата, како да речам, висина, бидејќи велосипедот, големината на велосипедот исто како и патиките. Ако ви е велосипедот голем или мал, нема да ви одговара, ќе направите повреди на... Добро, како го препознавте вашиот меѓу 4000 скоро? Да, точно, тоа е, имате бројчина и наредени се по бројки, тоа е таа зона кај што стојат велосипедите, се вика транзиција и тие се наредени еден до друг со бројчина и вие имате бројче, носите нормално бројче и ќе си го запамтите бројчето и одите по бројче иначе невозможно ќе треба сат време да го барате велосипедот. Добро, сега тука е уште едно прашање врзано за велосипедите. Значи не е исто да се вози некој професионален велосипед и да се вози пони велосипед. Колку апсолутно тоа имаше сигурно и некои што имале велосипеди кои што се подобри од вашиот, меѓутоа колку сето тоа влијае да се извози таа километража побрзо или побавно? Да, дали е до велосипедот или дали е до техниката, еве може. И до двете, меѓутоа ајде да почнеме од почеток. Ги го имате најубавиот велосипед на светот, ако немате кондиција ви не можете да извозите. Да. Тоа е, да речем, општо правило, тоа е нормално. Меѓутоа сите велосипеди се, да речем, врвни велосипеди, затоа што професионалните велосипеди кои ги возат на велосипедските патеки, мислам дека не се ни исти со оние кои се продаваат во продавниците. Овие велосипеди се многу карбонски, многу лесни, со многу одличен пренос. Тие велосипеди даваат брзина да можете со помала сила да можете да исполните за пократок временски период. Меѓутоа,
а секако не може да се исполни без кондиција. Сега и во тие велосипеди имаше велосипеди од 15-20 хиляди евра, врвни велосипеди, значи на нив со се што е возможно карбон, се што е возможно за најмалата тежина и најголема аеропрофилираност за што помал отпор. Меѓутоа тие велосипеди може да помогнат да тркачот добие 5, 10, 15, 20 минути разлика или 5 км на час. Меѓутоа тоа не е многу, а е многу за цела трка, не е многу за еден час. Меѓутоа за цела трка од 180 км е многу. Вашиот професионален велосипед? Не, мојот велосипед е друмски велосипед. Тој е од ниска средна класа. Мојот предизвик е да исполнам трката. Не ми беше предизвик да исполнам некое светско место, бидејќи за тоа тоа е па уште еден нов свет, каде што за тоа немам искрено ни сила, немам ни време. А тоа е веќе професионален свет, каде што треба да имате професионален тренер, кој секој тренинг треба да е адаптиран, направен исклучиво за вашето тело, вашата способност за кислород, за можноста за користење на кислород, за брзината, можноста за распределбата на енергијата. Значи спортот денес е една врвна наука, ништо не е случајно. Јас ова го правам од мој личен афинитет кон спортот, мојата желба, мојот живот е, да речам, голем дел од животот спортот, и затоа сакам да го правам, затоа што спортскиот дух ме тера да го правам. Меѓутоа врвниот спорт е сосем друга приказна, и тоа е еден јас знам колку е тој друг свет, затоа и кажам на слушателите да знаат дека тоа е еден сосем поинаков свет од овој мојот свет. Тоа е, тука веќе нема компромиси, тука веќе нема вакви аматеризми, да речам, или вакви работи кои мене ми се случуваат, и тоа е се испланирано до секунда и до стотинка. Дури и на облека, на кацига, се оди до секој милиметар, и трката се рачна до секоја секунда. Мене секундите не ми беа важни, ми беше важно времето, сакав да го исполнам под 15 сата, прво сакав да го изработам, а после сакав да видим во пристојно време. Сатисфакцијата за мене беше огромна, бидејќи изработив многу подобро време од што планирав, така да сум среќен поради тоа. Тоа ми беше целта. Не кажавме ништо за трчањето. За вас може би најлесната етапа. Нема да прашувам како сте трчале, туку што размислувавте додека трчавте? Трчањето не е најлесната етапа, трчањето е... Моја грешка. Не е грешка. Гледаше после тоа што го кажувавте. Не, во трчањето последните 10 километри на сите учесници, значи линијата на психата во триатлонот оди, како да речам, прво кога ќе излезете од пливање, викате ова е лесно, ќе го завршам. После кога ќе возите точка, кога ќе завршите, можам да издржам. На крај, во последните 10 километри, вашата самодоверба ви паѓа, викате ова никогаш немам да го направам, затоа што веќе сте изморени, веќе телото е изнемоштено, исцрпени се сите резерви на шекери, на гликогенот во крвта е многу под нивото, имате веќе потрошено калории, енергија за преку 5-6 дена, значи вие сте во една состојба на, како да кажем, на полусвесна состојба, вие трчате, села психа ви вика застанете, не можете, значи телото ви кажува дека време е да престанете, а единствено вашата психа што ве тера продолжите. Тие се многу, така да речам, силни психички моменти. Имаше многу моменти кога тркачи кои се надпреварува да доживуваат кризи, грчеви, повраќања, паѓања, значи неконтролирано трешење на организмот, доаѓаше брза помош, така да последните 10 километри беа стварно психички. Да, стално последните 10 километри, како куриозитет сакам да напоменам дека јас немав такви кризи, за среќа немав такви кризи. Напротив, кога стигнав до 20 километар, се радував дека сум на крајот, ги рачунав како уште 200 метри и тоа го помислив дека колку е релативно се во животот. Кога стигнав на 20 километар, на мојот придружник, кој нормално беше во публика, и кога се гледав, мигав готово е, завршено е, а имав уште 20 километри за трчање. Знаев дека со моето чувство дека можам да го издржам тој напор.
Меѓутоа станувате свесен дека секој чекор е тежок, болен, ноците ви тежат, цело тело ви тежи и почнувате вашето тело да го сеќате на сосем Уинаков начин. Апсолутно и тоа е една така пак една премрежена психичка борба, една авантура на духот и на психата, мислам на тоа е лично качување во таа насока, така да кажем, и тој предизвик е интересен за споделување, бидејќи самото тело си го сеќате секој километар различно го доживувате вашето тело и тоа е така едно, како да кажем, импозантно чувство кое ви се случува, кое не е секојдневно. Добро, во главата ги постојано ќе издржам, можам, некоја песна потпевнувате, ви оди мислата некаде, крајот е тука, гледате. На крајот, кога ова е добро прашање, интересно, кога сватив дека можам да го направам, почнав да се плашам, леле, шо ако имам грчеви? Сега, ако имам грчеви, ќе со една нога ќе се влечкам. Почнувате да планирате шо ако ви се случи отказ на некој мускул, крча некој мускул. Вашата психа силна е, ви имате волја, викате, ако треба ќе се влечкам, ќе ползам, ама ќе стигнам, викате, не можам, ако паднам, и почнува да ме фаќа недоумица, страв, дали то може да се... Меѓутоа, од друга страна, во исто време си куражите, ајде бе, готово е, опушти се, релаксирај се. Имав многу чувства ме напливаја, ми доаѓа чувства на бев раздразнес во чувствата, бидејќи цел тој тренинг ми се враќаше, го преживував во самата трка, на трчањето го преживував тој тренинг и ме се враќа сите жртви кои ги имав за да стигнам до таму. Така да ми беше, и сега ми е малце емотивно, сосеќи и по гласот. Тоа беше кулминација на целата жртва која ја направив за да стигнем до таму. А емоциите сигурно беа уште поголеми кога со македонското знаме развиорено веќе влеговте низ целта, поминавте и на семафорот горе се гледа и минутажата која што сте ја поминали. Точно, то и знамето и минутажата го зедов на последните 200 метри и тогаш мислам дека летав, значи буквално, не ни памтам како влегов. Поубаво отколку со параглајд. Да, не ги памтам чекорите, буквално бе во една екстаза, во една еуфорија. Буквално не ги осеќав чекорите, не го чувствував телото, беше се лесно, бе во една друга состојба и тоа беше исто така едно доживување кој го кога ќе се навратам денес, пробам да се седам на тие мигови кога таа е во една последните 200 метри, имате публика, трчате по килим на кој е напишан Ironman, го кажуваат вашето име, кој кажуваат државата која догаѓате, ви викаат дека сте Ironman, ве слават. И тоа буквално, значи, пробам да запаметам како се чувствував и знам дека не памтам дека трчав. Ете, тоа е моето чувство. Не се сеќавам дека воопшто трчав, дека имав некаков напор. Сега, нема да прашувам кој било најдоброто време, бидејќи тоа не беше целта ваша, нели, да се постигне некое време, туку да се помине овај триатлонски Еверест, значи нешто што е многу тешко, нешто што кажувате дека во тој свет на триатлонци е можеби најпрестижно. И сега, после сето тоа што помина, нели има уште многу да се зборува, сигурно има доста анегдоти, работи кои што ви се случувале и предходно, но и за време на самиот надпревар. Не знам дали сте успеале да се запознаете со некој, па да размените адреси, можеби. Рековте дека трениравте сам, без партнер, без човек кој што ќе ве упатува. Но со сето ова што сега го поминавте, можете ли да бидете вие нечи тренер, некој што сака еве да го постигне вашиот успех, или не успех, еве да се проба и во тие води? Вака, да бидам нечи тренер, да кажам тренер е неблагодарно, бидејќи за тренер треба да се помени определен систем, да се помени определени планови програми за да може да се тренира некој. Можем да дадам совети, би сакал да дадам совети она што го поминав јас. Во глобала читав многу што е потребно за исхрана и за тренирање на еден долг триатлонски потват. Меѓутоа, за да се биде тренер, треба малце да се разработи психологијата,
значи да се разработи психологијата на учениците. Ќе поздравам сите тренери, бидејќи да кажем на некој начин кога еве со летање, со качување, сум бил инструктор по качување, таа работа е многу сериозна и многу длабока. Значи не е само вие да му кажете што треба тренира на некој, тоа треба да научите неговата психа, треба да знаете како да го мотивирате, бидејќи јас знам дека лесно се мотивирам, мене не ми треба мотивација, јас сум мотивиран пред да почнем. Да, јас сум мотивиран стално, али на некои деца, на некои спортисти му треба мотивација. На некои спортисти му треба да се мотивира со некој друг и да се такмичи со некој друг за да напредува. Така да е тоа, како да речем адвокат и професионалец, не би било благодарно да речем дека би бил тренер. Тоа е многу, за мене е многу сериозна работа. Јас лично би поможил со моето искуство, меѓутоа како тренер мислам дека тоа е преголем залак и не би било благодарно сега да се ставам во улога на тренер. Да поминам некој курс за да знам како тоа треба да се работи, тоа било друго, меѓутоа не се гледам во тој аспект сега, бидејќи јас сакам да сум ученик. Затоа кажав на почеток, мене ми е предизвик цел живот да учам нешто ново, затоа многу пати во животот сум менувал спортови и тоа ми е мојата радост цело време да учам нешто ново. Добро, сега од спортовите како ново, што би било? Не знам, моментално сум уште фокусиран на триатлонот. Летањето е мојата огромна пасија и љубов. Тука сум посветен исто, сум член во аероклубот и поздравам и сите членови на аероклубот, мои добри пријатели и другари. Аеровен уште еднаш, повтор? Сакам да меѓутоа пак ќе видам дали ќе се спремам, имам нешто во план, да видиме ако го направам. Сакам прво да рипнам па да кажам. Да, не ќе многу да се пак некако да ми испаѓа како фалење, прво сакам да го изработам. Имам план, уште сум останет во таа магија на триатлонот, затоа викам дека овие два спорта, да речем, летањето ми трпи поради триатлонот и сега во суштина, не знам, животот кај ќе ме носи, меѓутоа уште сум по тие импресии, по таа енергија на себе пронајдување, себе растење во тој дел на триатлонот. Сакам да направам, така да речем, уште некој волуменски, поголеми захвати, сакам да се пробам во некои други води, во триатлонот, така имам друг предизвик да се пробам. Морам да кажам дека емисијата е обично пократка, меѓутоа не ми се пушта вака човек така едноставно само да го пуштиме вака добар соговорник, па ќе ми дозволите и слушателите, се надевам нема да ни замерат, уште неколку прашања, онака кратки блиц што се вели. Се извинувам и јас како адвокат многу зборам. Разговорот убаво ни оди. Да, убаво ни оди, ми е стварно пријатно и присуството со вас и баш се осеќам убаво и се надевам дека и слушателите ќе уживаат како да се присутни тука со нас и пробувам на вака непосреден начин да уживаат, бидејќи јас многу често слушам радио, слушам подкасти и моето чувство е сум таму присутен со нив. И затоа кога доаѓам сега почесто на вакви емисии, сакам да му дадам впечаток да слушателите да се чувствуваат исто како да се тука со нас и затоа на ваков начин пробувам да кажам мојата сторија приказна. Сакав да прашам. Добро. Жртвата беше ваша за подготовките, за учеството, за финансискиот дел тоа не го зборуваме, тоа не ни интересира. Кога си има желба се прави, или секој си планира и секој сака нешто тоа едноставно да го направи. И тоа тука е жртвата и семејството, кажавте, фамилијата. Вие сте сепак фамилиарен човек, децата, обврските, тоа паднало на товар на сопругата, на најблиските тука. Како сега тие гледат, не само сопругата, туку и вашите деца?
Рековте дека се во основно училиште, кога ќе им се каже или кога кажуваат мојот татко е Iron Man, тоа со задоволство. Некој може би од помалите ќе праша, каква му е униформата? Врзано за Спајдермен. Да, точно. И многу често и повозрастни или пријатели, ти беше Супермен, Спајдермен, шо беше? Да, слушнале нешто за таков некој суперхерој, а не знаат точно. И како се шалам јас со себе, не сум Iron Man, сум Супермен. Вака, заслугата е исклучиво на моето семејство, мислам, затоа што жртвата е буквално нивна и никој успех на никој човек не е самостоен. Значи, тоа е лага кога некој ви рече јас сум само заслужен, не си ти заслужен, не си сам на овој свет, нема ни да видиш. И да го направи сам, жртвата е твоја, меѓутоа јас тренирав, да речем, по некои програми, некој мораше да го толерира моето отсутство, некој мораше да прифати да живее со таквото отсутство. Точно за финансискиот дел не се ни збора, бидејќи овој психичкиот, животниот е далеку поскап. Тие фамилијата едноставно, значи многу е битно кога доаѓате дома да ве разберат, да ве поддржат, затоа што едно е да доаѓате дома и да имате кавга, да имате нетрпеливост, тоа ствара нервоза, тоа ствара психички проблеми, тоа ствара емотивен стрес, на тренинг сте нервозен, доаѓате побрзо, си бегате, па калкулирате да исполните обврски, ако сопругата ги бара тоа од вас и тоа е дополнителен стрес. Тоа е огромен стрес, огромна нервоза. Вие знаете, сами ние знаеме ако под притисок нешто некој ве турка да правите нешто под притисок, тоа ствара одбивност. И тоа едноставно е борба и клинч. Значи затоа викам, кога објавив јавно на Facebook за триатлонот, кажав дека покрај тоа што јас го направив, заслугата не е моја. Значи таа е поделена, сопругата има целосно разбирање и поддршка, не велам дека е се едно, меѓутоа ја знае мојата пасија и некако успева да ја прати. Спортува ли таа? Не, воопшто не сите ја прашуваат. Мојата сопруга е тотален опозит од мене. Таа е баш домашар. Добро, спротивностите се привлекуваат. И се привлекуваат и се поддржуваат, да, таа баш е личност која сака да ужива во кафето, ужива во домот, ужива во мирот. И така, еве најдовме некој механизам да то функционира во една нормална средина, нормален брак, нормално проблеми, да речам жртви ќе имало и ќе има. Децата тие се и горди, меѓутоа и научени се да не ме гледаат, мислам, тате што правиш ти? Кај беше, возеше ли? Тоа му е секојдневие да ме гледаат. Го навикнале тоа. Па го навикна, да, тоа како... Спортуваат ли тие нешто? Интересирани се или кон кој спорт би ги упатиле или тоа сами ќе се решат? Јас, пошто да речам моите јас сум растен во спортска фамилија, татко ми беше кошаркар, стрико ми, брачет ми беа репрезентативци, така да на децата мојата филозофија е да му покажам се, меѓутоа да ги оставам да одлучат сами што сакаат. Јас, татко ми се плаши да речам да лета, цел живот имав забрани, молења да не го правам тоа, меѓутоа мојата страст кон авантурата, адреналинот го правеше тоа, така да немам намера моите деца да ги терам да прават нешто, им покажав се, тие нормално пливаат од 5 години, возат очаци, скијаат, не ги терам да прават ништо, ќерката е многу по учењето, таа сака да учи, по науката е, оди на надпревари. Каде учи, во кој учи? Во Гоце Делчев и синот и ќерката. Во Гоце Делчев се ќерката 8 деление, синот е 6 деление. Таа оди на надпревари, во науката е самостојна е, не преферира спортови во смисла да тренира и да е заљубеник. Во спортовите. Не може да се знае со годините што јас нашиот со сопругата заедничкиот став дека секоја личност треба да си го најде својот пат. Не можам да ги натерам да го сакат. Јас и за летањето сакам да летат моите деца. Ги имам возено, ги имам летано со авиони и сакам да летат, меѓутоа секогаш кога ќе ги викнам на аеродром, викаат не е интересно. Мислам со сила не ќе ништо да направам. Синот е повеќе по PlayStation-от и по телефоните, тренира тенис, сака тенис сега. Како секој младо дете, сега е светот поинаков. Кога јас растев, топката беше најголемата забава. Значи ние растевме сите, јас сум 46 години, растевме на улица. Ние не знаевме друга забава освен
топка и качување по дрва и земање на крадење, да речем, условно на черешни и така. Така да сега е светот сменат, не може никој против тоа да му забранувам овие електронски уреди, ниту можам, ниту сакам. Од друга страна ќе останат на некој начин и неписмени ако не ги користат, тој светот не можете да се борите вие против тој свет. Ќе му донеси нив некој нов пат, ќе оставам да одлучат. Сакам да спортуваат, меѓутоа веројатно се горди на мене, меѓутоа ете така. Јас сум растел во таква средина, во пуштена и моите родители ме оставале да бирате се. Мене се чувале, меѓутоа немало притисок во смисла мораш да го правиш ова. Така и јас на истиот тој принцип на децата му покажувам се, меѓутоа нивен изборот, ако се мали, меѓутоа пошто јас правам се со љубов, оставам и тие да прават се со љубов. Макар и најпроста работа да го прават со љубов ќе се исполнети. Сега за крај уште едно прашање, со тоа што ќе ве повикаме повторно за некоја друга тема повторно врзана за она што го работите, парагледерството, летањето со авион, тие се многу интересни работи, па качувањето по карпи и така натаму. Уште за крај. На средбата со студентите и средношколците во Техничкиот факултет во Битола, по завршувањето ваше, мислам не беше тоа предавање класично, она што вие го споделивте со нив, че сите сака да се фотографираат со вас. Сега тоа обично го прават со некои големи звезди, филмски пејачи и така натаму, артисти. Ви годи сега тоа? Како се чувствувате? Гледам дека никого не сакавте да одбиете, сакаме да се фотографираме, да, нема проблем, веднаш. Бев цело време пробувам да бидам искрен и искрен сум затоа што животот е една топлина. Значи не се фактите, јас се занимавам со факти како адвокатурата и тоа е еден ладен свет на факти и пробувам да му дадам една боја, еден тон, една музика на животот. Ја сакам топлината, ја сакам непосредноста. Ова е само краток вовед, но што сакам да го кажам, апсолутно дека бев многу пријатно изненаден, многу ми беше убаво и топло што луѓето сакаат да дојдат да се сликаат со мене. Не го осетив, да ми импонира нормално, меѓутоа не го осетив како дел од некоја славна личност и од нешто што е многу битно, туку го почувствував како децата ја примија топлината и го примија животот, она едноставноста на секојдневните проблеми. И на некој начин секој си се пронајде во својот живот во онај проблеми што јас, да речам, ги истакнав, ги поставив со оние субјективни размислувања, човековите особини на страв, на неизвестност, на така натаму, и тоа на некој начин, кога сега баш размислував, му роди блискост. И кога и сега ние разговараме, ствараме некоја блискост, ствараме некоја опуштеност, некоја непосредност, така да едно е вие да нафрлувате факти, а друго е да споделите некои чувства. Со споделувањето на чувства се споделува и некоја блискост и таа блискост ве прави и да сте да сакате да се и да имате физички контакт, да се гушните, да се сликате, да имате некој спомен, така да тоа ми уште еден доказ дека во животот човек треба да е искрен, да е топол и да не се плаши да ги кажи чувствата, да ги кажи стравовите, да ги кажи размислувањата. Животот, тоа ја прави смислата на животот, да бидеме човечни едни спрема други. Бројките се бројки, некој ќе истрча, некој ќе исплива, некој ќе изигра шах, некој ќе измисли нешто. Меѓутоа, посебно во денешно време кога се е на Facebook, кога се е слика и само себе промовирање, јас сакам да му давам една топлина на животот и затоа сакам да инспирирам луѓе да се топли, да не се плашат, да се отворени, затоа што чувствата се еден благодет на животот за кој треба а се бесплатни. Значи, најубавите работи се бесплатни. Сонцето, ветерот, да. Ете, во таа насока го осеќам тоа. Тоа ми е уште една потврда на мојот став дека човек треба да е искрен и топол. Вања, јас ќе ви се заблагодарам за вашето учество во денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола.
веројатно сега на крајот и разбра слушателите зашто токму во оваа емисија ве поканивме да ни бидете гостин, затоа што оваа емисија наменета за студентите, но и за сите останати. Значи, извонредно мотивирачко предавање на техничкиот факултет, но сметам дека ова беше и мотивирачки разговор за сите наши слушатели, не само за студентите, туку и пошироко, нели, веќе кажуваме дека Универзитетското радио УКЛ ФМ е веќе градско радио, не слушаат сите. Ќе ви посакам да ви се остварат сите желби понатаму и да ве гледаме и да разговараме и за некои други предизвици што сте успеале да ги реализирате вие на ваш план, на ваше поле и да го задржите тој позитивизам што го имате вака во вас. Ви благодарам што ми бевте гостин денес. Ви благодарам на поканата, ми беше многу пријатно и пак ќе кажам со една моја анекдота дека само до еден ова да допри само до еден човек е доволно, така да сите ние сме едно цело, сите ние сме поврзани некако, сакајки или не сакајки. И исто ми беше многу пријатно. Се надевам дека ќе имаме и други можности да зборуваме за други теми, да сме живи и здрави, што викаат старите да не чува Господ, да имаме позитивна енергија, прво пред се да можеме да ги оствариме, па да се случуваат убави работи, да можеме сите ни некако да делиме и да примаме работи, само за убаво се служиме. Благодарам уште еднаш. Тука го завршуваме разговорот. Подсетувам уште еднаш, наш гостин беше Вања Атанасов, адвокат од Битола, учесник на минатогодишниот триатлон надпревар Ironman во Италија. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а уреди водеше главниот одговорен уредник на УКЛ ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска. Бидете понатаму со нас на 90,8. УКЛ ФМ Битола, март 2024 година. Вие сте на 90,8 МГц. Слушате УКЛ ФМ Битола.